Госпожа Рифи, добро утро. Добро утро. Мирменџеси, кажете ми како сте ова утро во Тетово? Да нема снег на шапка или сепак и кај вас грее сонце како и во останатиот дел на Македонија? Не, убав денот очекуваме ден така до 29 степени, значи нема да имаме снег, туку очигледно сонце, па може би и подобри предуслови за проблемите што ги имаме. За тие проблеми сакав и да поразговараме, бидејќи Тетово се проби за жал на 4-то место на поброј на заразени со 110 заразени минатиот викенд, а овие услови топли сега ќе притиснат и понатаму за олабавување на мерките, за повеќе прошетки и така натаму. Што се случува во Тетово со заразата со пандемијата, госпожо Рифи? Значи, како што и вие истакнавте, се работи за 110 случаеви што ги имаме, значи со последното апдейтирање вчерашниот ден. Добро, да кажеме само дека Тетово е сепак огромна општина и дека 110 случаи е релативно, да кажем, земено. Релативно и сакам, значи не за да го релативизирам, туку да го имаме предвид фактот дека значи се работи за податоци кои се взимаат и тестови, значи од Институт за јавно здравје кој се наоѓа во Тетово, но што ги покрива и општините Боговиње, Теарце, Брвеница, Јегуновци и Желино. Значи само како општина Тетово од тие 109 заразени ние имаме 47. Но како и да е, пошто се работи за поврзаност на сите овие општини, сите тие пазарот го прават во Тетово, најголемиот дел, многу други услуги фактички ги добиваат во градот Тетово, затоа оваа бројка од 110 случаеви ние ја третираме како наша бројка. Тенденцијата значи ни беше како и секаде во опаѓање. Освен значи тестирањата или резултатите од тестовите што произлегува вечерта во петокот и саботата са бајле. Ги имате кластерите, лоцирани се кластерите? Да. Се работи за неколку или за повеќе кластери? Значи со овие нови случаеви добиваме уште 4 нови извори, например, на зараза. Да, и например се работи за едно поголемо семејство во едно населено место од општина Боговиње, каде што фактички тенденцијата покажува проширување, значи, и уште, например, уште 2 нови случаева во самиот град кои исто така покажуваат тенденција за проширување. Сите податоци, значи уште еднаш денеска ќе ги провериме на состанокот на штабот, апсолутно докажуваат и покажуваат дека вирусот е добиен преку контакти, е добиен поради непочитување на мерките на неконтактирање, на неодржување на блиски контакти. Например, не знам, имало еден погреб на едно место или нешто слично на другото место. Денеска ќе разговарам и со другите соговорници на таа тема. Гледаме дека верските заедници се нестрпливи да ги свикаат своите верници, што е можеби и разбирливо се разбира. Меѓутоа, како вие го гледате тој, да кажем, опасен можеби тренд да сега се враќаат луѓе во цркви, во џами, а и самата токму за ова говорите дека невнимателност и при средби е главниот фактор за ширење на заразата? Значи, ја морам да ги пофалам, да ја пофалам соработката и со муфтиниството Тетово, но и со канцеларијата и заедницата, значи што ја води владиката Јосиф во Тетово, значи за се сме биле во контакти апсолутно, значи нашите мерки како штаб секогаш биле испочитувани. Но исто така ние го испочитуваме и фактот дека тие се независни институции во однос на фактот и дека имаат апсолутно и тие потреби во однос на нивното функционирање. Но тоа што апсолутно можеби ќе треба на сите нас да ни биде што повеќе јасно е дека апсолутно контактите се проблемот во однос на
на проширувањето на случаевите и така да треба да се најдат начини сите да функционираме и се да функционира окей, пошто нели одиме кон олабавување на мерки, но тоа не значи дека олабавувањето треба да ни донесе поголеми проблеми. Да не дојдеме во ситуација после од олабавени мерки да се вратиме пак на рестриктивни мерки, што ќе биде уште поголем проблем, затоа што трпението сите сме свесни дека граѓаните полека ги напуштаат. Веројатно и во Тетово е слична ситуацијата како и во Скопје, не сите носат маски, не сите одржуваат дистанца. Предпоставам дека сега ако се малку и попушти со мерките, дека тоа уште повеќе ќе се врати на една нормала која што ја посекуваме, ама за која сепак не е можеби време. Ја мислам дека апсолутно треба да се укаже максимално дека нас не ни е поминат ризикот, туку напротив отворањето ги носи своите ризици и мора да подигнеме свесност во однос на таа работа. Мислим тоа е човечката реакција што ја имаат граѓаните дека окей, као да го нема вирусот, но јас секогаш велам дека тие случаеви кои го имаат 100%. Например, јас го држам трендот да поразговарам со случаевите кои се позитивни лично и нормално има случаеви кои стануваат, например, со потешка ситуација и апсолутно треба да се сфати дека например е сериозен ризик, а не нешто што не боли кога го немаме ние самите и боли само кај другите. Значи, овој момент на човечка солидарност, овој тип на солидарност мора да го изградиме. За крај само Теута Арифи е висок функционер во ДУИ, спремена е ДУИ за избори или ќе се приклони кон ова, како да кажам, одлагање кое што го бара ВМРО ДПМН? Добро, знам дека ќе почнеме со експертите здравствени и така натаму, меѓутоа во принцип ние не сме за одлагање, фактички ние сме за избори во едно реално време, затоа што свесни сме дека целиот овој процес исто така е проблематичен доколку ја имате ситуацијата која ја имаме ние. Значи еден парламент кој е распуштен, една влада, например, која е транзициона, не е транзициона, туку е влада која треба да спрема избори, но се најде во центарот на една ваква криза. Но едноставно сме кажале и уште еднаш велиме дека за условите во однос на одржување на избори треба да се произнесат здравствените институции, затоа што нормално не би сакале со избори да се стави во ризик здравието уште повеќе на граѓаните, но има институции кои се компетентни и повикани тоа да го дадат и да го кажат во однос на избори, додека ние како политичка партија сме за да го завршиме. Госпоđo Арифи, бидејќи ќе видиме утре што ќе се случува кај председателот и ќе видиме што ќе биде со датумите, ви ветувам дека ќе ве повикаме, а вие да ми ветите дека ќе дојдете во студио кога ќе почне изборната трка, за да можеме и во живо да поразговараме за изборните трендови. Секако со задоволство. Фалимидери чум, имајте убав ден, се слушаме и во друга прилика.